Прилепската болница деновиве повторно како пред околу 1 месец се соочи со недостиг на мазут, па мораше просториите каде се наоѓаат хоспитализираните пациенти и медицинскиот персонал да ги затоплува со клими и греалки. Дел од пациентите се пожалија дека им е ладно и дека се разболеле поради ваквата ситуација. Според директорката Кети Смилеска, проблемот настанал затоа што претходниот добавувач, Евротим ГДС од Кичево, кој имаше договор до 3.3. оваа година, уште во февруари се откажал дека нема повеќе услови да доставува мазут до болницата. Итно се започнало со брза постапка за набавка, која што ја одобрило Бирото за јавни набавки, но и таа процедура траела околу 1 месец и затоа мазутот пристигнал дури вчера. Просториите каде што се наоѓаат пациентите и персоналот беа затоплени, но ходниците факт е дека беа помалку топли. Заради состојбата со постапките, процедурите за тендери, односно за спроведување на јавна набавка, мора да ги запазиме одредени рокови и затоа овој беше максималниот рок кога можевме да ја спроведиме оваа итна постапка. Вчера добивме 25 тони на мазут кои што се доволни до крајот на грејната сезона. Со тоа го решивме проблемот кој што неколку денови се провлекуваше и работевме на минимум количини на мазут. Во тек била редовната процедура за тендер за нов добавувач, која треба да заврши за околу 2 недели. Потоа следува рок на жалби и некаде во април ќе се знаело која фирма ќе ја снабдува Прилепската болница со мазут во наредната 1 година. Од болницата се надеваа дека повеќе нема да имаат вакви проблеми. До крајот на грејната сезона сме обезбедени со потребната количина на мазут. Во тек е редовната постапка за обезбедување на мазут за тековната 2022 година и 2023 година. Роковите течат, добавувачите кои што ќе се јават на постапката за обезбедување на мазут ќе бидат разгледани нивните понуди и ќе се избере најповолниот добавувач. Во моментот во болницата се сместени околу 50 пациенти во сите одделенија, од кои 12 се болни од ковид. Во дневната ковид болница доаѓале по 4 пациенти секој ден да примаат терапија, а исто толку секој ден доаѓале и нови пациенти за преглед од ковид.